Токму така, локалната самоуправа на општина Крива Паланка во соработка со Минстрој Холдинг АД од Бугарија и компанијата формирана во Македонија Булмак 2016, која ја доби дозволата и концесијата за експлоатација на минералните суровини во рудниците за олово и цинк Тораница и Излетово од Пробиштеп, организираа свечаност на која што символично беше означен стартот на работата на овој голем капацитет кој што ќе ја врати економијата, ќе го оттргне сивилото во економскиот сегмент од живеењето во Крива Паланка. Токму ова беше и кажано од страна на градоначалникот на Крива Паланка, кој што беше домаќин на настанот. Тој потенцираше дека веќе се ангажирани, значи рудниците работат од пред неколку месеци, но ова е символично означување на стартот на работата во овие рудници. Од тогаш досега 210 инженери, стручни лица, но и рудари се ангажирани. Тие работеа напорно на подготовките за рестартирање на рудникот од руините кои што се затекнати во моментот кога новиот концесионер ги превзема работите во рудникот Тораница. Досега се е направено многу, беше потенцирано, бидејќи председателот на бордот на директори на Минстрој Николај Вулканов истакна дека вложено е многу. Направени се нови инвестиции во технички подготовки, значи вложено е во нови машини, нови технологии за експлоатација и бројот на 210 вработени кои што е во моментот се очекува за неколку месеци да се удвостручи, да изнесува над 450 директни вработувања во рудникот Тораница. Инаку беше истакнато дека во моментот во рудниците Тораница и Излетово во Пробиштеп вкупно се вработени и ангажирани 520 лица како директни вработувања и дополнителни индиректни вработувања. Овие пак вработувања до крајот на 2016 и почетокот на 2017 ќе се зголемуваат, за да веќе во март, како што истакна Вулканов, се очекува да се направи полн капацитет на работењето на рудникот Тораница и овие бројки да надминат и 900. На оваа свечаност градоначалникот на општина Крива Паланка Арсен Чалексковски истакна дека во голем сегмент ќе се реши проблемот со економската состојба на граѓаните кои што веќе биле заминати на работа, особено оние инженери кои што се бројни стручни лица со долгогодишно и повеќе децениско искуство во работењето во рударскиот сектор, веќе биле заминати во рудници на работа во Србија, во Косово, тие се враќаат, значи се враќа и животот во Крива Паланка, економијата. Ова го истакна и градоначалникот кој што на оваа пригода му додели плакета во знак на благодарност на Минстрој. Присуствуваше и председателот на Македонско-бугарската стопанска комора господинот Зорете Мелковски, кој што исто така му додели плакета на Минстрој. Инаку присутни овде денес беа и градоначалникот на општина Пробиштеп, присуствуваше и амбасадорот во Република Македонија од Бугарија, господинот Иван Петков, а беа присутни премиерот Емил Димитриев и вице-премиерот Владимир Пешевски. Јас ги повикувам нивните изјави, бидејќи тие истакна што се ова значи како инвестиција и за општината Крива Паланка, влегувањето на Минстрој во рударскиот сектор воопшто во државата. Ова се резултати истакна на бројните напори на владата на Република Македонија да донесе сериозни инвеститори во државата. Предлагам овде да ги погледнеме нивните изјави. Иако постоеше скепса и во Злетово и во Тораница дека ќе се успее во краток временски период да се најде нов концесионер, бидејќи многу вакви концесии во минатото останувале затворени како рудници со години. Максимални напори вложивме, анимиравме многу инвеститори од регионот кои што се јавија на конкурсот во владата. Најдобриот според понудата ја доби концесијата, следеше процес на средување на документација за давање на дозволата за експлоатација, каде што има многу чекори постапки. Навистина огромен напор е вложен во Министерството за економија, во Министерството за животна средина, во владата, во неколку други придружни институции и конечно и за Злетова, еве денеска и за Тораница, односно пред неколку недели беше дадена дозволата за експлоатација и сите оние рудари кои што останаа без работа сега ќе може да се вратат на работа, но овој пат со подобри услови. Ова е добра вест за жителите на општина Крива Паланка и за околните населени места. Овој рестарт беше очекуван долго време, бидејќи рудникот кој што го стопанисуваше претходниот собственик отиде во стечај.
Како влада, јас лично вложивме многу напори и енергија да изнајдеме нов квалитетен инвеститор и отпочнавме со рестарт и на рудникот Злетово и на рудникот, денеска означуваме на рудникот Тораница. Во моментов на подготовки за рестартот во рудникот Тораница се ангажирани 210 лица и за краток период тој број ќе се зголеми на 450 вработени во рудникот Тораница. Тоа се директни вработувања и уште неколку десетици индиректни вработувања кои што ќе работат за рудникот Тораница. Не само со подобри услови, како што истакна и говорниците, председателот на бордот на директори Николај Велканов истакна дека освен подобрите услови, инвестициите кои што се направени и подобрата безбедност во работењето за рударите, Минстрој од тука вети дека по одреден период, доколку се погледнат во очи со сите кои што беа присутни, но и со рударите, она што е ветено треба да биде исполнето, а тие истакнаа дека политиката на работење на Минстрој е рударите пред се да бидат и сите вработени, инженери и останатиот потенцијал како работен кадар и човечките ресурси за нив се неприкосновени. И тие пред се ќе имаат, рече, редовна плата, која што е неприкосновено право и истакнаа дека доколку 15 во месецот или датумот на кој што е договорено да бидат исплатени вработените, доколку тој ден падне во сабота, тие ќе бидат исплатени во петокот. Редовните плати значат многу за сите кои што се вработени. Тие истакнаа од тука дека рударите во Злетово, бидејќи Злетово нешто претходно ја доби концесијата за работа и дозволата за експлоатација и отпочна порано со работа, веќе има добиено 50 до 60% покачувања. Од тука Минстрој вети нови вложувања и директните инвестиции кои што ќе бидат вложени во двата рудника да надминат и бројка од над 20 милиони евра.